Владата на 32-та седница одлучи да го врати во собраниска процедура предлог законот за изменување на законот за заштита од пушењето на предлог на пратеници од Собранието на Република Македонија. Одлуката, како што соопштија од владината прес-служба, е донесена поради тоа што за овој предлог закон немало мислење. Со предлогот повеќе се регулира пушењето во терасите, односно не се предвидува враќање на дозвола за пушење внатре во објектите. Па нема никаква измена, иако многу граѓани се надеваат дека новата влада ќе изврши ублажување на законот. Се забранува пушењето во јавните простори од членот 2 на овој закон. Пушењето е дозволено исклучиво надвор од деловниот објект, тераса, летна бавча и слично. Исклучиво доколку просторот е покриен и отворен најмалку од 3 страни, на кои нема никакви прегради, стакло, фолии, пластифицирани или најлонски прегради и слично, или на отворен простор кој не е покриен со тенти, чадори и слично, а кој странично е заграден, дискоклубови на отворен простор, тераси, летни бавчи и слично. Стои во предлог измените. За разлика од овие предлог измени на законот, како што објави телевизија 24, во финална фаза се измените на законот со кои ќе се овозможи продажба на алкохол и по 19, односно 21 часот. Исто така пиво и вино ќе се продава на бензинските станици. Останува уште дилемата дали на бензинските станици ќе има и жесток пијалок. Задолжителните лиценци за продажба на алкохол остануваат, а останува и забраната за точење на алкохол на лица под 18 години. На последната владина седница, меѓу другите, беа донесени одлуките Ана Павловска-Данева да биде именувана за член на ГРЕКО, владините институции да го забрзаат постапувањето по препораките на Народниот правобранител, царинските управи на Македонија и Русија ќе си ги олеснат царинските постапки, како и информацијата со предлози за надминување на состојбата во Друштвото за производство на производи со посебна намена. 11 октомври Еврокомпозит Ада Прилеп.